Зегин ви донесува Медика Инфо, емисија за здравјето. Може би здравјето и не е се, но без здравјето за сите се ќе биде ништо. Добре дојдовте во новото издание на Медика Инфо, емисија од областа на медицината, која што истовремено ве едуцира и ве информира каде да ја најдете соодветната инстанца за некое конкретно заболување. Секоја недела се трудиме да го расшириме репертоарот на болестите кои што ги обработуваме со самите специјалности на нашите гости кои што дефилираат низ Медика Инфо, а се со цел да обезбедиме што поголем диапазон на информации за сите вас кои што можеби за жал на околностите имате потреба од токму соодветна таква инстанца, а за сите оние љубопитните секогаш потенцираме дека ова е вистинското место да добиете секако потврдена информација за заболувањето за кое што зборуваме во конкретната Медика Инфо. За денеска најавувам одлична тема за која што морам да кажам дека поодамна не сме ја обработувале. И кога станува збор за едно од сетилата, кое што може би е и најважното сетило на нашиот човеков организам, а тоа е видот, верувам дека ќе го разбудиме љубопитството кај сите вас, за да го задржиме вашето внимание во наредниот временски интервал пред телевизиските екрани, а да зборуваме со нашата денешна гостинка, доктор Виолета Павловска, офталмолог за офталмологијата и пред се темата како што ја крстивме на денешната емисија, превентивните прегледи во офталмологијата. Добре ни дојдовте. Добре најдов. Благодарам за поканата. Видот како едно од најважните човечки сетила, докторке, со него добиваме нели 80% од информациите. Важно е да го заштитиме, тоа е она првенствено што ни беше идеја да ве поканиме во нашата Медика Инфо и од ваш стручен аспект да објасните за нашите гледачи, ваши потенцијални пациенти или оние кои што во моментов ги имате, зошто се важни значи офталмолошките прегледи. Би започнале со она најмала возраст, односно која е најмалата возраст најрано кога треба да се направи офталмолошки преглед? Верувам дека сме се запрашале сите барем еднаш. Да. Најмалата возраст е веднаш кога ќе се роди секое бебе, може да се прегледува, значи тоа може да се прегледува. Кога треба по скрининг прегледи, допуштена граница е 4 години. Во секој случај, уште еднаш да повторам, секое бебе, ако родителот или педијатарот примети некоја аномалија, може веднаш да се прегледа од првиот ден на живот, а за одредени бебиња кои имаат проблеми и при раѓањето предвремено родени, тие и почесто се прегледуваат според тежината и според гестацијската недела. Офталмолошкиот или очниот преглед е оној првиот чекор кога станува збор за откривање на некои болести кои што се поврзани со очите, а пред се и нели со детектирањето на нарушување на видот. Што опфаќа самиот преглед? Прегледот опфаќа, го прегледуваме видот, прегледуваме обавезно очен притисок и очното дно. Значи, тоа се три карактеристики кои треба да ги содржи еден преглед за да биде основен, комплетен преглед. Како што кажавме при одговорот на првото прашање, значи возраста која што е критична за развојот на самото око по некои информации нели од 4 до 8 години. Тоа опфаќа детската офталмологија, значи како област, а скрининг прегледите точно во тој период се исклучително важни. Зошто, докторка? Дали заради самата динамика на раст на окцето? Заради тоа што во таа возраст се учи гледањето. Гледањето се учи слично како што учиме јазици, но гледањето можеме да го научиме само во таа возраст, од раѓањето до отприлика 8 годишна возраст. Тогаш се оформува, тогаш мозокот може да научи да гледа. Ако го пропуштиме тој период, тогаш подоцна дури со вежби, со интервенции, со операции, со помагала не можеме да го надокнадиме. Затоа е многу важно било каква аномалија на видот да се открие баш во тој период.
Затоа се и скрининг прегледите предвидени. Првиот скрининг преглед да е на 4 години за деца кои што немаат проблем. За тие кои имаат проблем може и пред 4 години било кога уште еднаш ќе нагласам родителот или педијаторот ќе приметат некаква аномалија. Ама на 4 години е многу важно за да откриеме и некои аномалии кои што и родителите или околината не ги приметила, а се многу важни за да се терапираат и да може да се развие видот како што треба. Токму тие, значи, први години од животот на едно бебенце се важни за детектирање на вродени аномалии кои што се јавуваат. Би започнале по некоја таква хронологија, значи од порана возраст, односно од самото раѓање, би зборувале на почеток за вродената катаракта. Со што резултира, докторке? Вродената катаракта има вродена катаракта на едното или вродена катаракта на двете очи. Без разлика дали на едно или на двете очи, видот не може да се развие затоа што смета една средина, еден медиум низ кој што окото не може да гледа, да се пробие светлината. Посебно кај деца кои имаат еднострана катаракта треба што побргу да се открие и бргу да се терапира. Интервенцијата е оперативно отстранување. Кај двостраните катаракти, каде што се наоѓа на двете очи, зависи од видот, како се развива видот, може тука и малку и да се причека, ако не е премногу развиена катарактата. Ама кај едностраната катаракта треба веднаш да се интервенира. Тоа е многу важно. Исто така уште едно сериозно заболување, вродениот глауком, кој што некогаш може да се открие нели при самото раѓање, а во одредени случаи многу години или подоцна, зошто е специфичен. Да, тој е специфичен и според изгледот. Значи, кај деца се поинаку изгледа глаукомот отколку кај возрастни. Кај деца впечатливо е што заради покачениот очен притисок очните јаболка се шират. Така да деца со глауком имаат големи очи, крупни очи, многу покрупни од колку кај другите деца. Корнеата кај нив е заматена. Не се очите кога ќе ги погледнете не им се кристално чисти, немаат сјај, него се матни. Тоа е многу важно да се открија и мислам дека тешко и може и да се превиди, исто може да биде на едно или на двете очи и треба веднаш да се интервенира затоа што подолго време покачен очен притисок го уништува очниот нерв, исто како и кај возрастните. Че треба да се симне очниот притисок, ама за разлика од возрастните кај дечиња имаме многу мал диапазон на лекови кои можеме да ги даваме. Значи терапијата кај глаукомот на деца е веднаш оперативна. Дали тоа значи дека во оној временски интервал, значи велиме дека вродениот глауком може веднаш после раѓањето да биде констатиран или неколку години подоцна? Да. Во тој период кога диагностиката на вродениот глауком е неколку години подоцна, дали има последици? Може да има ако дали не има проблеми, значи? Да, може да има ако не е откриен на време, но сепак има одредени симптоми како главоболки, црвенило на очите, што сепак родителите приметуваат дека нешто не е во ред. Кај глаукомот кој се јавува во деца, во повозрастни деца, да ги наречам, кај нив може да се терапира, да се почне првично со медикаменти, да не е веднаш оперативна терапијата. А кај вроден глауком, кај бебиња, кај многу мали деца, терапијата е секогаш оперативна. Значи, превидувањето на физичките манифестации си го прават нели своето, затоа и диагностиката е многу важна, ќе се изгуби видот тука. Не само што се губи трајно видот при оштетување на очниот нерв и после тоа и да го откриеме, ако не е навремено откриено, не можеме да го вратиме очниот нерв во витална состојба за да може да гледа. Кога станува збор за страбизмот, докторке, тоа е состојба која што можеби родителите се оние први кои што ја уочуваат. На кој начин се дефинира страбизмот? Страбизмот е вкрстено гледање. Најчесто кај децата се манифестира со вкрстено гледање према внатрешната страна, према носот. Но имаме страбизми и према надворешна страна. И многу е лесно и за околината и за родителите да приметат кога е изразен страбизам. Потешко е кога имаме така наречен микрострабизам, значи сосема мало бегање на окото кое што ретко кога околината го приметува. За таков страбизам е многу важно да се направат скрининг прегледите на 4 години, затоа што докторот ќе го препознае, а родителите и околината не го препознават.
Зошто е тоа важно? Затоа што страбизмот остава на тоа око кое почесто е страбично, значи не е во положба исправена право при погледот, во паралелна состојба, тоа е и слабовидно. Тоа не може да го развие видот како што треба и обавезно се јавува слабовидност. Нема тенденција на некој брз прогрес на самата болест, но мора да се интервенира во... Да се интервенира во тој интервал кој вие го спомнавте на почетокот од 4 до 8 години, за да им се помогне. Најчесто терапијата е со наочари, да се исправат очите, да можат заедно да гледаат. Значи, сликите од двете очи да се спојат во мозокот и да се добие едно заедничко гледање од двете очи. Ако немаме такво, ако во тој период од 4 до 8 години не се направи правилна терапија, тогаш ќе остане само едното око фаворизирано од мозокот, другото ќе се запостави, тоа останува слабовидно, го викаме ние, и подоцна, после 8-9 година и со вежби и со било каков третман не може да се надокнади видот. Што е причината, докторке, за појава на прогресивната кратковидост и тоа е исто така специфична? Да, тоа е најчесто вродена генетска предиспозиција за развиток на кратковидост. Се јавува така наречената школска миопија, која најчесто во школските денови, кај школските деца се јавува и напредува. Напредокот е заради растот на децата. Кај кратковидите деца, очното јаболко расте малку повеќе од колку нормалното очно јаболко, само колку да добиете представа, ако очното јаболко порасне барем 1 милиметар повеќе од нормалното око, тоа се минус 3 диоптрии. Значи, луѓето, децата кои имаат минус 1 диоптрија, тоа има 1/3 од милиметар подолго око од колку нормалното. Тоа не се големи димензии, ама се има реперкусија врз диоптријата на децата. Но подоцна ќе кажеме дека и самиот тренд на живот можеби ја зголемува тенденцијата кон прогресивната кратковидост, иако кажавте дека генетската предиспозиција е важна компонента. Да, секако денешните телефони, айфони, айпеди, значи концентрацијата на мало видно поле во близина ја потенцира кратковидоста и таа прогредира повеќе од колку кога не би употребувале децата. Затоа е многу важно децата да не ги оставаме по цел ден на компјутер, а посебно не на телефон. Значи, телефоните се со уште помал екран. Телефоните, интернетот на телефони е предвиден за некоја кратка работа, а не е за сосатија. Тие најчесто децата стојат многу долго и тоа се реперкуира во прогресија на кратковидост. И уште заокружувајќи оваа детска целина, би рекла, затоа што најчесто овие заболувања кои што ги спомнавме се однесуваа на децата досега. Да ги споменеме, докторке, иптозите, тоа се вродени аномалии на очните капаци, со што се специфицираат, како се Да, и тоа се лекуваат. карактеристични за дечиња. Птозата или спуштено очно капаче може исто да биде на двете очиња или на едното оче. Важно е тука дали е целосна птоза, дали е само половична. Ако средината на окото, пупилата, зеницата е слободна, тогаш не мора да се интервенира, може и подоцна. Но ако е многу напредната птоза, односно спуштено капаче, каде што земницата е покриена, треба веднаш оперативно да се отвори, за да може да се искористи тој период од 4 до 8 години, да е слободен, медиумите да се слободни, да може светлината да навлегува и во окото и да се развие видот. Зборувавме за пациенти специфични заради својата возраст, би рекла, за децата. Работите со деца. Да, Значи, вработена сте во приватната здравствена установа офталмолошки центар од Охрид и покрај возрастните пациенти кои што сме можеби побрани, но сепак дечињата се поспецифични за работа. Соработливи се, докторке, како успевате? Секако дека се соработливи. Ако се соработливи и родителите, тогаш и децата се соработливи и со малку повеќе внимание и стрпливост. За децата треба секогаш стрпливост и малку поинаков пристап, да не се чувствуваат дека се на лекар. Јас обично и го вадам мантилот и со деца работам во цивил. Да, значи имате најдено свој соодветен... Да, секој лекар треба да си најде свој пристап, за децата треба малку поинаков пристап од колку кај возрастните, ама кога ќе им се објасне, и не е тоа некој болен преглед, и обично им кажуваме секогаш што следи следно, значи не ги ставаме во некоја непозната ситуација од која би се плашеле.
мислам дека кога ќе им се објасни, децата многу добро разбираат што треба да се направи. Во тој момент имате значи задоволство да работите со најмалите, најслатките пациенти кои што за чие што здравје се грижите, значи на соодветен начин ги санирате сите оние проблеми кои што ги имаат со одредени заболувања или превенирате таму каде што навремено се диагностицирало за жал некое заболување. Успешно, би рекле. Докторке, да ги одмориме малку нашите гледачи, да направиме тука пресек со оние посериозни заболувања кои што во продолжение на нашата Медика Инфо ќе ги зборуваме за жал, но кога станува збор за окото како најбитен орган, можеби од нашиот организам, треба да се земе значи сериозноста на нашиот денешен разговор на вистина онака како што заслужува вашата специјализација офталмологијата и да ни одговорите на сето она што можеби ќе биде интересно, а ќе го прашаме ние за нашите гледачи. Значи ве покануваме да останете и во продолжение со Медика Инфо. Наш денешен гостин доктор Виолета Павловска, офталмолог. Зборуваме за сето она што е поврзано со нашиот вид, зборуваме за важноста на скрининг офталмолошките прегледи и се разбира даваме препораки за подобар вид. Органски препарат од матичен лечи багремов мед, висококвалитетни ампули за правилен раст и развој на вашите деца, регулирање на нивото на шеќер во крвта кај диабетичарите и помош при ментален и физички замор. Желе Ројал Био. Зегин, ваша семејна аптека. Зегин, аптекарски бисер на Македонија. Во денешната Медика Инфо зборуваме за едно од најважните човечки сетила, тоа се човечките очи, помош при одговарањето на нашите денешни прашања кои што ги спремивме за нашата гостинка. Имаме од доктор Виолета Павловска, офталмолог, вработена во приватната здравствена установа Офталмолошки центар од Охрид. И докторке, исто онака како што миговно ни помина првиот блок од Медика Инфо, верувам дека ќе биде и овој втор блок кој што ќе биде малку позбиен со прашања, затоа што имаме широк диапазон на прашања кои сакаме да ги поставиме до вас, се интересни и се однесуваат можеби на почести заболувања кои што ја фаќаат општата популација, а едно од нив е кератоконус, при што нели може да се превенира доколку навремено биде диагностицирано. Каква е оваа состојба? Кератоконус е едно дегенеративно заболување на корнеата. Тоа е предниот стаклез, провиден дел на окото, кој нормално е како идеален истечок од топка, значи идеално округла површина. Но не кај сите луѓе, кај луѓето кои имаат кератоконус, тоа има едно ирегуларно искривување во долниот дел, кое се јавува најчесто заради генетска предиспозиција, но е многу зачестено баш во нашиот регион, тука околу езерото. Се смета дека... На кој начин, кои се причините конкретно и начинот на третман на кератоконус? Да, се смета дека една од причините покрај генетиката е и алергиските заболувања, но точно утврдена причина нема, не се знае. Многу е важно да се открие зошто, затоа што се јавува во касен пубертет после 15-16 година од животот, кај луѓе, деца кои претходно немале никаков проблем, гледале добро, и кај во таков случај секогаш треба, кога подоцна ќе се јави кратковидост, секогаш треба да помислиме и на кератоконусот. Исто зошто е важно да направиме и скрининг прегледи кои одат исто со топографија на корнеата, заради тоа што во последниве 5-6 години имаме нова метода за стабилизација на кератоконусот, значи може да се запре, да не напредува. Нема да се врати во нормална положба корнеата, но може да се стопира. Тоа е за разлика од пред 5-6 години, кога
се обидувавме со некои контактни леки, тврди, полутврди, па кај тие пациенти кај кои немавме успех се одеше на трансплантација на корнеата. Сега со новата метода наречена крос-линкинг, да речам во 98% од случаевите се стабилизира корнеата, болеста не напредува и може да се третира дури и со ласер, што не беше поимливо до пред неколку години. Значи самиот прогресивен тек на современата медицина дава нови можности за третирање кое што претходно не било остварливо за да биде како практикувано. апел на сите родители, засегнати пациенти кои се загрижени за состојбата, дека тоа во денешно време значи се стабилизира и може да се терапира на таков начин дури и после тоа да не се носат никакви помагала, ако е навремено откриено, тоа е многу важно. Да. Друга специфична и честа исто така често заболување е диабетичната ретинопатија. Би кажале за каков вид на нарушување станува збор, значи што представува и пред се со што се карактеризира? Да, диабетичната ретинопатија често се јавува кај диабетичари кај кои што или не е добро регулирана гликемијата, односно нивото на шеќер во крвта, или подолго трае болеста, значи повеќе години, па веќе си го направила своето. Самата шеќерна болест знаеме дека го напаѓа ендотелот на крвните садови, односно ѕидовите на крвните садови, со тоа тие стануваат попропустливи и за крв и за течности од крвните садови, така да диабетичната ретинопатија наедноставно кажано се наслаги од течности, крварења на мрежницата на места на кои не припаѓаат. Понатака исто така имаме цели региони од мрежницата во кои немаме довод на крв заради тоа што некои од малите крвни садови се зачепиле од шеќерната болест, се затвориле, или разраснување на крвни садови на места на кои што воопшто никогаш не ни припаѓале нити имало тука такви крвни садови. Значи тоа е така наједноставно кажано еден опис на диабетична ретинопатија. А она што е карактеристично за диабетичната ретинопатија е тоа што и покрај спецификата, значи на самата болест, симптоми на почетокот на болеста с кои да не постоje, докторке. Да, точно. Може би малку варијација на видот во текот на денот, подобрување и влошување. Тоа е на почетокот, кое со тек на време полека продолжува во константно намалување на видот. Што е важно за диабетичната ретинопатија? Важно е редовно да се прегледува очното дно, за да може на време да се терапира. Која е терапијата? Терапијата се ласерски третмани на почетокот и тоа е многу важно, да завршиме со ласерските третмани, да не ја допуштиме болеста да напредува до толку за да мора да заврши со оперативен зафат. Ако навремено се направат ласерските третмани, докажано е со студии дека на пациенти на кои е направен ласерски третман навремено, двојно подолго го задржуваат видот отколку пациенти кај кои не е интервенирано. Но постои одредена класификација на диабетичната ретинопатија. Како се класифицира, доктор? Како е поделена? Најгрубо можеме да поделиме на непролиферативна и пролиферативна. Тука двете форми се разликуваат. Непролиферативната е малку понеагресивна форма, каде немаме разраснување на крвни садови, а пролиферативната е најчесто се јавува таму каде што имаме поголеми региони со исхемија, значи без доток на кислород, и се развиваат крвни садови кои понатака крварат и ги прават сите понатамошни компликации, како крварење, губење на видот, покачување на очниот притисок, одлепување на мрежницата. Тоа се понапреднатите ретинопатии. Оклузија на ретинална артерија, односно тромбоза на артериска вена на мрежница, симптоми би кажале на клиничка слика и самиот тек на болеста. Да. Колку е оклузиите многу често се јавуваат во рано наутро. Тоа е многу често. Посебно ако се артериски. Венските може да се јават во текот на денот било кога. Тоа е зачепување на крвниот сад, кој најчеста причина е нерегулирана хипертензија, односно нерегулиран крвен притисок. Има и други ризик фактори, како погуста крв,
покачени масти во крвта, пушење, кај млади луѓе, ако се јават, мораме да исклучиме и инфективни причини, како некои бактерии кои може да се јават во организмот. Симптомите се со нагло, безболно губење на видот во одреден дел, значи само во еден регион, или целосно. Ако е целосно, значи е целата главната артерија или вена зафатена, а ако е само во одреден регион, значи е некоја гранка. Судејќи според причините за појава на оклузија на ретиналната артерија, начинот на превенција ни е добро познат, но на кој начин ги третирате? Исто се третира со лазерски третман за да не дојде до влошување понатака на местото на оклузијата. Значи лазерскиот третман тука оди само во регионот на зачепувањето. Освен овој начин, има начин и поновите третмани одат и со ставање на инекции во окото внатре за да го намалат ги намалат факторите на раст и разраснување на неоваскуларизација, односно крвни садови кои не припаѓаат во окото. Во првиот блок кога зборувавме значи за оние најчести за детската офталмологија или болестите кои што се јавуваат во раната фаза на живот, го напоменавме вродениот на таму глауком. И сега глаукомот кој што се смета како болест на окото обично како резултат на зголемен интраокуларен притисок, би кажале до како вид на оштетување на окото докторке може да доведе? Исто како и кај дечињата, доведува до оштетување на очниот нерв. Глаукомот е збир на ризици, на ризик фактори, значи не е тука не е само очниот притисок како ризик. Лоша циркулација исто така према главата е исто така ризик и дополнителен фактор за влошување на симптомите на глаукомот. Кратко кажано, доведува до оштетување, трајно оштетување на очниот нерв и затоа е многу важно глаукомот да се открие посебно кај возрастните на време, заради тоа што не се сите глаукоми акутни, врзани со болка или со црвенило. Акутните глаукоми, кои се многу поретки, даваат јака болка и пациентот сигурно ќе дојде. Но хроничните глаукоми, тие многу споро се развиваат. Кај нив нема симптоми некои конкретни, можеби ќе има некое лесно црвенило, понекогаш главоболки, нема доволно специфични симптоми за да го натераат пациентот да дојде на преглед. Затоа препорачувам обично после 40-та година, посебно во фамилии каде што веќе има глаукоми, дали родителите или претходната генерација, обавезно да се прави скрининг преглед кој се состои не само во мерење на очниот притисок, туку и во преглед на очниот нерв. Тоа е многу важно, затоа е исто така важно да нагласам дека скрининг прегледите на глаукомите не треба да се вршат негде било каде на некоја маса, во некоја просторија со едноставно мерење на притисок. Значи, тие мора да се во ординација, во очна ординација, преглед од доктор кој ќе го содржи не само мерењето на очниот притисок, туку и очното дно. Веќе ни за одговарањето на ова прашање ги напоменавте акутен и хроничен глауком, тоа е некоја поделба на глаукомите, останува на самиот очен лекар за видовите и врстите на глаукоми кои што постојат, но за сите заедничко заклучивме дека е навременото откривање. Многу важно навремено откривање, затоа што имаме и глаукоми меѓу другите, меѓу сите врсти со нормален очен притисок. Значи имате глауком со нормален, да го мерите очниот притисок е сосема нормален, а кога ќе го видите очниот нерв, ќе видите дека тој пациент има глауком и тоа напреден глауком. Баш заради тоа мора да се прегледува секогаш и очното дно. Сега, според самата специфика на заболувањето, сигурно ќе ги интересира нашите гледачи, кои се факторите пак за ризик за појава на глаукомот? Најчесто е тоа генетски вродени предиспозиции кои даваат дисгенезија на коморниот агон. Значи, тука е пореметен на циркулацијата на очната водичка, најчесто истекувањето на очната водичка се пореметува. Зошто до тогаш било добро, а после известни години, најчесто после, како што го напоменав, после 40-та година од животот доаѓа до промени, тоа не го знаеме.
Дел од симптомите ги напоменавте. Диагностиката на кој начин се врши, докторке, за понатаму да се оде кон соодветна терапија? Диагностиката комплетно треба да се прегледа и видот, и очниот притисок, очното дно, коморниот агол, видно поле обавезно се прави, фотографија на очното дно, односно на очниот нерв. Дури има и специфични технолошки напреднати методи, како оптична кохерентна томографија, кои не само што прават снимка на очниот нерв, туку даваат и компјутерски мерења од страна со точни параметри кои многу добро можат следната година да се споредат и да се види дали болеста напреднала или добро сме ја терапирале. Но кога станува збор за глаукомата, профилаксата, односно превентивата е многу важна. Зошто, докторке? Заради прогресијата на самата брзата прогресија ли? Заради тоа, прво брзата прогресија, ако на време не се открие, ако е по неколку месеци да е повисок очниот притисок, може да дојде до оштетување. А не дај Боже, кај акутните глаукоми, кај кои очниот притисок е премногу висок во кратко време, кај нив за неколку дена може да дојде до трајно оштетување. Затоа е многу важно, затоа што оштетувањето на нервот е трајно. Тука не можеме повеќе да помогнеме. Таа состојба која сме ја затекнале при прегледот, кога сме утврдиле во каква состојба сме го нашле очниот нерв, таков треба и да го задржиме. За да можеме да го задржиме, треба да почнеме и со терапија. А да го вратиме во нормална положба назад, како што бил на почетокот, витален, не можеме. Значи, само состојбите се трајни на оштетување. Затоа е многу важно на време да се открие. Друга специфична болест е катарактата, докторке, која што се јавува кај постари. Нели лица представува заматеност на леќата, вие од стручен аспект ке ни ја дефинирате. Кои се причините за настанување на катаракта? Причините за настанувањето на катаракта се пред се метаболичките промени кои што се забавени во одредена возраст, затоа катарактата најчесто се јавува после 55-та, 60-та година од животот. Дополнително на тоа влијаат и надворешните фактори како сончевите зраци, послаба исхрана, исто дијабетесот ја забрзува појавата на катаракта и други некои болести кои може да се јават како системски болести во организмот, дури користење на одредени лекови може да ја забрзаат појавата на катаракта. Која е некоја старосна граница која што укажува, да речем, за појава на катаракта, специфична и ризична за појава на катаракта? Околу 70 на години најчесто се јавува во тие години, мада и за катарактата, како и за глаукомот, како и за секое заболување, може да се најде и кај деца, може да се јави во школска возраст, може да се многу поретко се јавува, може да се јавува во било која возраст, посебно после одредени повреди, кај млади се јавува најчесто после повреди, а во фамилии имаме и катаракти кои што се наследуваат, значи ако имаме некој да речеме еден член кој што има катаракта, треба обавезно да се прегледаат и другите членови, децата посебно, да не случајно го наследиле како проблем. Ја дефиниравме катарактата како заматеност на леќата. Дали тоа значи дека почетните симптоми на ова заболување се заматеност на сликата појавна? Може и често да оди со преголема осетливост на сончеви зраци или на светлата од колите од другата страна, исто така заматеност на боите, промена на боите, да речеме црвената не се ја гледа како црвена, веќе ја меша со кафеава, и заматеност, да, тоа е еден од основните симптоми. Точно. Така. Постои соодветен третман за катаракта кој што за среќа успешно се аплицира, така? Оперативен третман е третманот на катаракта. Тука немаме можност со лекови, дали со таблети или со капки, тоа не помага. Кога дојде до катаракта треба да се оперира. Временскиот период кога би се оперирало, тоа е ќе одлучат лекарот со пациентот. Има пациенти кои не се многу засегнати, не им смета, може и подолго да почекаат. Има пациенти кои веќе на почетокот малку развиена катаракта им смета, тогаш треба и да се отстрани. Значи се отстранува тогаш кога пациентот субјективно ќе примети дека му смета.
веќе. Сега, уште на крај би зборувале за, би ја споменале, значи една болест која што можеби пред 30 на години била ретка, но ова е веќе 30 години краток временски интервал, да сега истата болест биде голема причина за појава на слепило. Станува збор за дегенерација на макула. Што представува дегенерација на макула? Дегенерацијата на макула е распаѓање на централниот дел на ретината. Тоа е еден мал дел, скоро 1 милиметар од целата мрежница, но е многу важен заради тоа што со него гледаме детали, можеме да читаме. Тоа е најважниот дел од мрежницата за детално гледање. При дегенерацијата на макула настанува атрофија на клетките кои се рецепторите кои ги примаат светлосните зраци. И дегенерацијата на макула ја има во повеќе стадиуми, во повеќе врсти, почнува со обична сува форма, со натрупување на некои метаболични продукти на местото на макулата, а може да напредне понатака и да се развие така наречена субретинална мембрана. Тоа се крвни садови кои не припаѓаат тука, а наеднаш и нагло разраснуваат. Многу брзо напредува кога е во таква влажна форма, тоа е понапредната форма, така да во 2-3 недели може премногу да го оштети видот. Напоменувајќи ги сите овие специфики на дел од заболувањата кои што се однесуваат на очите и значи сериозноста на последиците кои што може да ги направат по здравието на нашиот вид, ја потенцира потребата од превентивни прегледи во офталмологијата, превентивни со цел значи да се исклучи или да се потврди присутноста на некои од заболувањата. Не го зборувавме со цел да ги заплашиме нашите гледачи, туку да ги информираме значи за сериозноста на болестите кои што може да ги предизвикаат врз човечкото сетило за вид. Би ја потенцирале докторки и потребата од превентивни прегледи кога станува збор значи не за сомневање за одредени заболувања, туку кога употребуваме одредени лекови кои што се однесуваат на друга болест. Да. Зашто е тука важен видот? Важен е видот заради тоа што одредени лекови влијаат на видот. Тука кај нас многу често се употребуваат седативи, лексилиум, диазепам, апаурин. Многу често многу луѓе, дури и млади, може да го покачат очниот притисок. Често имаме луѓе с кои употребуваат лексилиум, а не го измерили никогаш очниот притисок. Треба да го мерат кога веќе земаат седативи. Понатака антиаритмици, амиодаронот, пациентите кои го земаат си го знаат лекот, ако подолго го употребуваат, подолго 3 месеци, обавезно треба да направат очен преглед затоа што се натрупува во очниот нерв и во корнеата и дава влошување на видот, кое не може да се објасни со ништо друго освен со земањето на лекот. Има и други лекови, антиреуматици, резорхинот, например, тој се натрупува па во макулата. Исто го оштетува видот, така да секогаш кога имаме земање хронично на одредени лекови, треба и да се прави барем на 6 месеци еден очен преглед, дури и со видно поле. Апсолутно, заради следење на општата здравствена состојба, поготово на видот и влијанието на одредените лекарства врз видот. И на крај, докторки, иако на почеток од емисијата веќе го кажавте вашиот став кон ова што ќе ве прашам следно, значи за влијанието на новите технолошки достигнувања врз очите, сите тие употреби значи на мобилни телефони, айфони, нивното влијание врз видот. Тоа треба да се редуцира заради тоа што имаат сепак влијание врз видот, посебно кај децата кои не се врзани за целодневна работа. Има луѓе, пациенти кои се врзани за целодневна работа, тие мораат да ги употребуваат. Но децата не се врзани и треба сите како родители да пасиме, да им го ограничиме употребувањето на тие апарати колку може пократко во денот, а ако веќе го употребуваат барем на секој сат време да прават по една мала пауза од 5 минути. И би дали уште кратки препораки во смисла на исхраната, исто така како важен фактор за здравието на очите и се разбира и носењето на заштитни очила доколку е потребно. Да, како една од превентивни мерки. Да, тоа е многу потребно, посебно во нашиот регион тука, заради оцијаите кои ги носи и нашето езеро и многу сончевите денови имаме во текот на годината, обавезно да се носат наочари со УВ заштита.
имаме богати сме со зеленчук и овошје, треба да го потребуваме, посебно зеленчук и овошје кои имаат повеќе антиоксиданси, за да се подобри метаболизмот на окото. И исто така кај нас како навика многу е раширено пушењето, тоа многу штетно влијае врз окото и очниот нерв и тоа треба да го намалиме. И исхраната исто така, да внимаваме на разновидната исхрана. Да, овошје, зеленчук, брокула, зелка, блитва, морков, што повеќе во повеќе поголема количина. Така. Кажавме, докторке, општи информации и кажавме зошто се важни и превентивните прегледи во офталмологијата, уште да дадеме упатство до нашите гледачи. За дечињата, значи, најраната возраст ја потенциравме кога може да се донесе на офталмолошки преглед, значи од самото раѓање. Всушност, меѓутоа, за оние кои што немаат соодветно заболување, не доаѓаат редовно да ве посетуваат вас како офталмолози и понатаму давајќи им инструкции на колка временски период треба да се направат контролните прегледи. За останатите, препорачливо ли е на колка временски период да го проверуваат својот вид? За децата... Доколку немаат Да. почувствувано... За децата е препорачливо на 6 месеци да се прават превентивни прегледи, да се прават прегледи кај тие кај кои откриена некоја аномалија. Или ако било кога родителот ќе примети дека има некој проблем. Кај диабетичарите треба да се направи превентивен преглед веднаш штом се открие болеста и после тоа во зависност од стадиумот на болеста и развиеноста може да оди тоа еднаш годишно, може и почесто на 3 месеци, на 6 месеци во зависност од развиеноста на диабетичната ретинопатија. Кај глаукомските пациенти тоа е многу почесто, месечно или на 3 месеци, исто во зависност од болеста колку е развиена. Кај луѓето кои немаат никакви проблеми, во зависност од тоа, ако почувствуваат некој проблем, треба веднаш да се јават, ако не, после 40-та година, еден превентивен преглед, па лекарот ќе одреди после тоа дали ќе го одат на секоја година на други превентивни прегледи или на 3 години. Кажавме дека ни доаѓате од приватната здравствена установа офталмолошки центар од Охрид, имате сигурно позамашен број, би рекли, на пациенти, во смисла затоа што секојдневно се соочуваме со наши сограѓани, пријатели и познаници кои што се во поголем број веќе почнуваат да носат очила, можеби заради овој тренд на живот кој што го практикуваме, а не е препорачлив за здравјето на нашите очи. Се разбира дека кога станува збор за здравјето, сите се трудиме да водиме сметка, значи да го превенираме доколку се може или да се третира соодветно доколку се констатира за жал одредено заболување. Што е причината, докторке, веќе објаснавме за нарушениот вид кај се поголем број од популацијата. Имате ли вие таков впечаток? Дека се повеќе и повеќе се... Кај децата многу често почнува да се јавува потреба од носење на очари, веројатно техниката, технологијата, новиот начин на живот, околината, хемиски, физички загадувачи кои што влијаат и го прават своето и се почесто повеќе деца имаат потреба од носење на очари во однос на постарите генерации кои што многу ретко носеме на очари. Така, но поседувајќи одлични стручњаци во својата дејност, впрочем и вие како во вашата офталмологијата, тука на наше ова поднебје, пациентите се сигурни кога се препуштени во рацете на врвни стручњаци кои што имаат дел од нив и интернационално искуство, и вие мислам дека вашата специјализација имате завршена надвор од Македонија. Во Германија, во Хајделберг, Германија. Така, значи интернационалното искуство е веќе имплементирано тука, тоа доведува и до поголема сигурност за пациентите кога пристапуваат, а спецификата и стравот може би е оправдан затоа што станува збор за чувствителен орган од нашето тело, а тоа е видот. Им стоите на располагање на пациентите за подобар вид? Мене ми е задоволство исто да работам тука и да имплементирам тоа што веќе во Европа е рутина, да речем. Така, и покрај подобрувајќи функционалноста на овој орган, нормално за подобро да гледаат пациентите, исто така и сега веќе во овие трендови на живот кога постојат и секакви различни типови на лејки, контактни лејки, значи на очила, така да веќе не представува хендикеп доколку има потреба да се... Никаков, посебно и постојат и лазерски третмани за устранување на сите помагала после 18-та година, така да офталмологијата и секојдневно се развива и тоа е трендот. Но најважно е доколку постои одредена аномалија да биде навремено дијагностицирана. Секако, многу важно. Тоа.
Со таа цел направивме доктор Павловска и денешната емисија, значи што значат превентивните прегледи во офталмологијата. Ги потенциравме сериозностите на заболувањата за кои што прозборувавме денеска, се со цел да ги потикнеме сите пациенти да се грижат за здравјето на нивните очи, да се обратат на соодветната инстанца и се разбира со тоа да имаме подобар поглед кон светот и кон животот воопшто. Ви благодарам за вашето учество. Благодарам и вам за поканата. Наша денешна гостинка, доктор Виолета Павловска, офталмолог. Се надевам дека бевте задоволни од одговорите кои што ги понудивме за сите вас кои што бевте дел од денешната Медика Инфо. Ви го разбистривме погледот, а се разбира и умот кога станува збор за неодговорените прашања се однесува на превентивните офталмолошки прегледи. Зошто се тие важни? Заради самата сериозност на заболувањата, како што доктор Павловска на неколку пати потенцира при одговарањето на прашањата кои што ние како редакција ги имавме спремено за незиното учество во денешната Медика Инфо. Сето тоа беше со цел повторно и во оваа Медика Инфо би кажала затоа што може би здравјето и не е се, но без здравјето, исто така и здравјето на нашите очи, за сите се ќе биде ништо, веруваме. А како и здравјето и убавината не е случајна, значи покрај нашите генерални спонзори аптеките Зеген, нашите семени аптеки здравјето со најевтин лек и стайлинг студиото Арс Нова се потруди за нашиот стайлинг, значи во денешната Медика Инфо да биде исто така безпрекорен како и одговорите на мојата денешна гостинка доктор Виолета Павловска. Ви благодарам за вниманието и имајте пријатна вечер.